наше човештво живее во разнолико медиумско обкружување, во кое на многу лесен и едноставен начин се достапни разни текстови, информации, фотографии, видеа и други податоци. Сакаме да прочитаме, видиме, слушнеме, па за да поверуваме. Секако предпазливи сме на секоја информација, знаејќи за големата присутност на лажните вести. А лажните вести не се измислица на модерното доба. Имено додека жените навестуваа за радосната вест за воскреснатиот Господ, други шират измислени и добро платени гласини дека го украле учениците Господа. Тешко е за човекот на сватлив начин да му се објасни воскресението, но радосната вест за воскресението Христово веќе повеќе од 2000 години е незапирлива. И покрај тоа што нема фотографија, ниту пак видео, како се случило тоа воскресение? Како воскреснал? Како го положил повојот? Како бил оттргнат каменот? Немаме ништо од тоа во тој облик. А да беше лажна вест, досега ќе беше заборавена во историјата. Но таа вест живее во срцата на верниците. А за да ги преживее прогонствата и да ги надмине световните царства, тоталитарните режими, диктатурите на совеста и идеологиите, па и сите други спротивставувања со кои се соочи оваа радосна вест низ историјата, одлучува или одлучувачка улога има токму верата, која се раѓа од искуството, а потоа се приклучува надежда и радоста. А радоста, вечната радост, блаженството без крај, е цел на човечкиот живот. Сепак имаме текстови кои ни сведочат за тоа, посебно Евангелијата. А тие пак воопшто не се обидуваат да го објаснат начинот на кој Христос воскреснал, затоа што очигледно тоа за нив било сосема по себе разбирливо. Па затоа акцентот го ставаат на сведоштвата на луѓето со кои се сретнал воскреснатиот Христос. Марија Магдалена, Петар, Тома, Клеопа и неговиот другар на пат за Емаус. Сигурно има и многу други кои не ги спомнуваат Евангелијата. Тоа се конкретни сведоштва на средби со воскреснатиот Христос и нивните сетилни искуства. Имено тие го виделе воскреснатиот, разговарале со него, го слушале, го допирале. Тие го доживеале во себе внатрешниот мир кој го дарува Христос, а светот не може да го даде. И тоа било доволно за нив, за да поверуваат и да ја навестуваат радосната вест без страв. Токму протагонистите кои лично се сретнаа со воскреснатиот Христос, ја оживуваа таа воскресна вера во нивните животи, а ја пренесуваат со нивните конкретни сведоштва, со кои другите ги воодушевуваат. А радоста не може да се монтира, не може трајно да се глуми, не може да биде лажна. А кога воскресението преку благодатта на верата станува вистина во човечкиот живот, тогаш се руши поредокот кој беше воспоставен по патот на прародителите. Тогаш е победена власта на смртта. Затоа и воскресението е она посебното, необичното кое донесува внатрешен Божји мир во срцата и радост, зашто пак се исплати да се верува и да се живее. Воскресението Христово не подсетува дека од празниот гроб наместо очајот извира надежда, наместо темнината изгрева светлината, непријатностите во животот се заменети со радост, стравот со храброст, а смртта со живот.
Со отргнатиот камен на гробот Христов од оковите се ослободува надежта, светлината, радоста, храброста и животот. Како и апостолите, да продолжиме храбро и радосно да ја пренесеме светлината на надежта во вечниот живот, со силата на Светиот Дух, да ја навестуваме радосната вест на сите луѓе. Победена е смртта, затоа што Христос воскресе, навистина воскресе. Христовото воскресение ни дава нов живот. Поидете и навестете ја радосната вест, зашто Христос навистина воскресна. Ви посакувам среќен и благословен Великден, Воскресение Христово. Нека воскреснатиот Господ со својата благодат ги исполни сите ваши потреби. Христос воскресе, навистина воскресе.